Почитувани советници, почитувани граначалник Галина Чука, почитувани КТВ телевизија, добар ден. За свикување на шеста седница на Советот на општина Росово. За работа на оваа седница, согласно пристигнатите материјали од овластените предлагачи, а врз основа на член 6 од Деловникот на Советот на општина Росово, го предлагам следниот дневен ред. Пред да го прочитам дневниот ред, да го усвоиме записникот од петата седница. Дали некој има забелешки на записникот? Нема. Кој е за? 9 за. Продолжуваме со дневниот ред точка по точка, затоа што ги имате сите дневниот ред, одиме точка по точка. Предлог програма за одбележување на празници и манифестации во општина Росово за 2022 година. Целиот ден Предлог програма за уредување на градежно земјиште на просторот на општина Росово за 2022 година. Трет предлог програма за изградба, реконструкција, одржување и заштита на локалните патишта и улици на општина Росово за 2022 година. Точка 4 предлог програма за изработка на урбанистички планови и локални урбанистички плански документација во општина Росово за 2022 година. Точка 5 предлог програма за одржување на локални патишта и улици на подрачите на општина Росово во зимски услови во 2022 и 2023 година за зимски служби. Точка 6 предлог програма за работа во областа на располагањето со градежно земјиште во сопственост на Република Северна Македонија на подрачието на општина Росово за 2022 година. Точка 7 предлог одлука за прифаќање на предлог за воспоставување на меѓуопштинска соработка. Точка 8 предлог одлука за основање на Совет на млади на општина Росово и точка 9 барања од правни и физички лица. Дали некој има забелешки на дневниот ред? Сака има дополнување? Кој пада? Благодарам, председател. Почитувани, јас сакам да се допане дневниот ред само со советнички прашања. Дали се прифаќа предлогот на Павле, кој е за? Колку има за? Дигни поновно рака да видам. 9 за. Точка 10, значи советнички прашања. Одиме со точка 1. Предлог програма за одбележување на празници и манифестации во општина Росово за 2022 година. Пред да почнем со програмата, се извинувам на сите советници заради тоа што во време во треба да закажат комисиите и Советот мисли да ги се закаже порано. Во општината имаше доста проблеми со COVID-19 и заради тоа немаше одржана комисија и ќе одиме директно на Совет. Ви благодарам на разбирањето. Значи, целата на програма за одбележување на празници и манифестации за оваа година е одбележување на божичните празници во месец јануари 2022 година. Таа е точка 1. Одбележување на верскиот празник Богородици, прифрлање на крстот на 19 јануар во соработка со црковниот одбор за јануари 2022 година. Точка 3. Од 23 до 29 јануари денови на културата во општина Росово. Тука има една печатна грешка. Точка 14 февруар одбележување на Свети Трифон. Минатата година на Советот на општина Росово оваа точка се повлече од дневен ред, мислам се укина овој празник и затоа нема да се слави. Традиционално одржување на спортска манифестација меморијален турнир Никола Темов Мускулов во текот на месец февруари 2022 година, одбележување на денот на крводавителите 17 март 2022 година, организирање на свечен прием на крводавителите од општина Росово кај градоначалникот и податоците од крводавителите ќе се собираат од службите на Црвениот крст од Кавадарци. Турнир во фудбал во село Сирко во април месец, учествува во одбележување на патрониот празник на основното општинското основно училиште Пери Тошев во Росово, како и одбележување на денот на смртта на македонскиот револуционер Гоце Делчев на 4.5.2022 година, одржување на спортска манифестација на меморијален турнир Мирко Јованов село Крстник втора половина на месец мај, организирање на празникот Духовден
од културна манифестација месец јуни, 10, 11, 12 јуни 2021 година, свечено одбележување на Денот на независноста на Република Македонија, 8 септември 2021 година, учествува во одбележување на Денот на смртта на нападнатиот борец Слободнов Служен Чирич од Росман во соработка со Сојузот на борците од Кавадарци месец ноември 2021 година, свечено одбележување и организирање на празникот на општина Росман 17 декември 2021 година, одбележување на новогодишните и божичните празници месец јануари 2023 година. Значи, ова е дел од програмата, сите ја имате кај вас. Дали некој има забелешки на оваа програма? Дали некој? Дечко, Штом никој нема забелешки, ја ставам на гласање програмите. Кој е за? 9 за. Втора точка. Предлог програма за уредување на градежно земјиште во просторот на општина Росман за 2022 година. Дали некој има збор за оваа точка? Повеле Павлинка. Почитувани советници, почитувани градоначалник, почитувани медиуми, по однос на втората точка од дневниот ред, во материјалите во кои што ни беа доставени, значи програмата за утврдување на градежното земјиште на просторот на општина Росоман за 2022 година. Сметам дека тука во програмата имаме дадено само наслови на проектите што треба да се направат, меѓутоа немаме никакво објаснување по однос на тие проекти. Еве конкретно проекти и суми, да кажам. Еве конкретно, кога станува збор за детска градинка клон во Сирково, не е дадена локацијата воопшто, ништо конкретно, дадена е сума од 5 милиони денари. Геблиште каптажи. Тука имаме сума од 500.000. Колку метри каптажа се планира таму? По однос на плочта, проектот што точно се планира во тој износ од 7 милиони денари, да се објасне што точно се планира тука, за да видиме нели дали е соодветен износот. Уредување на просторот на гробиштата има износ од 2 милиони денари тука. Сега, тука значи имаме одржување, уредување. Имаме значи голем проблем со местата гробништо се. Имаме износ од 2 милиони за уредување на просторот. Сметам дека би требало да се концентрираме повеќе на поголемиот проблем. Ова со уредување на општинската зграда, местото околу општинската зграда. Што се планира точно да се среди околу таа општинска зграда за 7 милиони денари, што сметам дека е многу висока сума. Треба да се види што точно тоа е. Изработка на урбанистички планови, електрификација, реконструкција на фекални канализации. Кои точно фекални канализации, каде? Атмосферска канализација, значи голем проблем, да не излезе дека ние само нешто покриваме, а тоа што точно треба да се среда да остане пак несредено, а сумите нели да течат. Сметам дека сумите треба да се насочат на места кај што стварно се потребни. Ако може така некое објаснување и да се даде документација што точно ќе се планира во однос на овие суми тука приложени. Благодарам. Градоначалник. Почитувани граѓани, почитувани представници на медиумите,
почитувани членови на Совет, почитувани работени в община Росома, почитувана член на Совет Павлинка, би ви одговарал предоследно како што ги поставувате прашањата. Во однос на детската градинка, значи се уште немаме проект, меѓутоа по некои би рекол разговори со компетентни лица во таа област, износот би изнесувал околу 5 милиони. Во однос на Дебриште, за каптажата, исто во разговори со стручни лица, за да се направи би изнесувала толку колку што е пишано. Во однос на плочата, претходните советници што беа член на претходниот совет знаат дека вториот дел фактички од централното подрачје кошта токму 7 милиони за уредување на плочата. Просторот околу гробиштата не е уредување на гробиштата, се извинуваме грешка, сме употребили грешка терминологија, туку токму да се прошират гробиштата. Во однос на партерното уредување околу општинската зграда, значи се смета за комплет цел околу зграда, целиот простор околу зграда, зашто сите ќе добиете и ќе имате на увид проекти кои што ќе бидат сето ова е во разговори и во соработка со стручни лица во оваа област. Реконструкцијата на фекалните канализации исто така има изработени проекти од претходниот градоначалник, за кои што еве што ви гледате тука за канализацијата крак 4 и 5, исто овој износ е по краци. Меѓутоа доколку сакате детално, може да ги видите проектите и точно да имате увид зашто се овие суми. Значи за канализацијата има и за фекалната и за атмосферската канализација проекти готови и мора да се прави крак по крак, бидејќи цела канализација кошта навистина многу средства и со нашиот буџет може да направиме сета најден. Се што имате дополнително, може да ви одговорам и писмено ако сакате да добиете на увид. За се што ќе се работи во општина Росома, ќе има проект, на проектите си има надзор, сите средства се знаат каде се трошат и како се трошат по завршувањето на проектот. Така да ние предвидуваме само средства, се проектира, се изведува, се врши надзор на истите проекти што се работат и точно се знае каде и зашто поставки, по предварителни сметки, зашто се потрошени средства. Ви благодарам. Дали некој друг бара збор? Павел Јошев. Почитувани медиуми, почитувани градоначалник, почитувани колеги советници, почитувани жители на општина Росома. Ќе се надоврзам на дискусиите на Павлинка и нејзините забелешки. Покрај тие несогласувања од страна на колешката, јас би рекол дека за локалните урбанистички плански документации, поготово за правни лица, кои ќе ни се достави тука, би сакале да имаме некое мало појаснување во заграда. Пример. Изработка на ЛУПД, МВ, Черенец, КО, СИРКО, самофинансирање, Црна река, Петрово, 1 квадрат. Заграда мало појаснување. И за сите така постанати. Не е да точка. Точка друга. Окей. Извини. После за това ще дискутирам. Го слушам внимателно градоначалникот. Во цело се согласувам со колешката Павлинка. Па би сакал по-детално да се образложат овие проекти. Сега вие имате некои информации, некои површински информации, но за следниот совет мислам дека треба малку по-детално да ни ги образложите зафатите на... Например, еве партнер на уредување околу општинската зграда во Росом 7 милиона денари. Окей, околу цялата општинска зграда, не сум за да не се граде, но да ни се образложат нас, советниците и жителите на општина Росом, што опфаќа тоа.
паркинг простор, покривен простор, пешачка зона, мини паркче и така нататък и така нататък. Тие са такива сугестии и пояснувания от ваша страна. Да, някой друг по-регионален. Почитуван член на Совет Јованче, значи како што ни кажав и на вашата колешката советничка Павлинка, значи сите проекти, че ги имате на увид, че ги видите и точно, че имате увид каде и точно защо се трошат средствата. Во однос на канализацијата би се вратил пак, како што знаете кога го правиме, кога го донесовте буџетот, имаме улици кои што ќе ни бидат преку грант од Светска банка, тоа сте запознаени вие кои што бевте во претходниот совет, меѓутоа знаете дека подземната инсталација сме должни да ја направиме сами. Мислам дека тоа го имате како информација веќе од претходниот состав. Така да тоа ви го кажам, че за се ќе биде на увид и ќе видите што и како е, зашто и како што кажа, за се си има надзор, си има проектанти и отворен сум. Проектите се направени приоритетно, што треба да се решава, но отворен сум и за ваши конструктивни предлози и идеи, докато посметите нещо дека треба да го дополниме, да измениме, слободно. Ви благодарам. Началник, има ли некој сака друг збор? Оли Павлак? Почитувам со оглед на забелешките дадени од советниците, ја предлагам да ова точка одбиеме од ова седница додека не добиеме документација каде, како и шо и да одложиме за наредна седница. Благодарам. А сега не може баве, таа е поставена за да гласаме више. Onda čaj glasamo na glasanje. Ама тоа требаше да го бара сега. Сега да ставиме на гласение како точка. Няма по-големи точки, готово. Ајде, значи ставиме на гласение после ја. Предлогот може стави на гласање. Не. Поле. Само што нешто да. Ајде. Значи сега гласаме програма за работа за 2022 година. Не значи дека ако ја изгласаме програмата и дека мора да се тоа, да речем, реализира. Значи сето е оставено како програма, како план, би рекол, за работа. Тоа е целта на програмата. Ви благодарам. Фала, началник. Дали друг ба разбор? Че ставам точката на гласение како шо е. Значи, да ставам гласение точката. Таа програма се утврдени и цените. Да, тук имаш цени се. И се утврдени. Защо е програма, таа не е реализација? Програма ще се планира да се работи в Значи, не може програма да не се донесе. Нема. Има цени што се наплаќат за дозволи градби што вадат на системот мора до урбанизам во вадат, значи таа не може. Сосема друго е вие. Това е друга дискусијата, ама тоа е сосема друго. Реализација. Овдека ова е програма. Што се планира, не мора да се реализира. И содржа елементи други кои што треба да ги содржа програмата. Цената е, може би сега да нямаме програма, по која цена ще се пресметува дозвол за градба, така ще се вади. Как да се програма? Не, тоа е. Ма што е да се гледа вече после, че мора Проблемата, да донесеме да. нова одлука. Значи не може сега одлука може да Ваквата е. програма не се слагаме, че донесеме нова програма. Заедно че седнеме сите, че направиме нова програма. Што е толку страшно? Добро ти дај Нареден гласение, месец. кој како сака нека ти Да, да на гласие. Ти? Да, Кој како? Кој како мисли така нека гласа, што е сега. Добро. Може Јас сега мислам дека да за оваа да програма да треба да дадам помине. да Моје дадам. мислење треба да помине оваа програма, затоа што Јас сум за да. ова е обична програма што Не на нема гласие. Ти и готово. Добро. Кој е за овака донесената програма? Кој е против? Тројца. Кој е воздржан? 1. 5 за. 4 тројца воздржа, тројца против, 1 воздржан.
програма за изградба и реконструкција и одржување на заштита на локалните патишта и улици во општина Росман за 2022 година. Дали некој има збор за оваа програма? Поли Павле? Значи истото и тука, како што беше и на претходната точка, ставени, значи тука се улици Пере Тошев во износ од 5 милиона, влез во манастирец, шо влез во манастирец, докаде, како, шо би се правило, не знаеме ништо. Исто влез во Трстеник, шо влез на мост, пред мост, каде, како. Зошто тука гледам Сандо Кузманов 12 милиона денара со некои си улици, други што се помали, не знам зошто е толку тоа. Исто локалниот пат Рибарци Манастирец, што се планира да се асфалтира, да се тампонира, да се не знам како и што е, не знаеме ништо, и улица во Трстеник да влезе, бараме да влезе во општинскиот буџет, да не биде грант, бидејќи тој грант не се знае дали се одобре, дали не. Така тие побитни работи да влезат во таа улица, да влезе во општинскиот буџет. Благодарам. Поли Павле? Јас ќе се надополнам на Павле. Мене ме интересира само дали е за стриктно за патиштата. Значи зборувам за горниот дел, не за долниот. Дали се тие суми вредени само за горниот дел? Што гледам Сандо Кузманов и Гоци Делчев се најголеми суми, а дали се офанати подземните работи или само надземните работи? Поли Гранчанов. Некој друг да не има збор прво пред да Гранчанов одговори, не. Поли Гранчанов. Не. Значи вака, во однос на прашањето на советникот Павле, за влезовите во село Манастирец и во село Трстеник, треба да ги посети село Манастирец и село Трстеник, за да стане јасно за кој влезови станува збор, бидејќи во разговор со граѓаните од село Манастирец, влезот од страната на Кавадарци е во небезбедна состојба, би рекол, и еднодневните барања беа да се прошири влезот. Исто така, влезот и од Росоман е небезбеден, таму се случуваат за жал за случајни незгоди и мора да се прошируваат возовите за да бидат по-безбедни. Истото барање го имаше и за влезот во село Трстеник од страната на Камендол. Во однос на улиците за Трстеник, да, тие веќе се одобрени. Меѓутоа, наша врска е да ја инсталираме подземната инсталација. Во однос на овие други улици, се според проекти кои што се ги имаме веќе, може да ги дадам на увид за Сандо Кузманов и за Пере Тошев. Се работи само за асфалт. Надземно. Мислам, тампонирани гребени, асфалт, асфалтирани. Комплетно. Ето, проектите си тука може да ги видите. Исто така и тие се наследени проекти, кои што ќе претрпат ревизија. И според овие суми е тоа што го има како проекти, готови проекти, може да ги видите. Ме благодарам. Hvala, Žan, če poziv penča. 10 дни малко да ме отговориш брзо. Че, може да... Ме интересират ви улици. Дали се фанати со нешто да се направи подземја, не надземја. Ако го правиме ни надземја сега, џабе го правиме. Значи џабе се тие пари, чисто џабе пари. Утре пак се копа. Затоа што таму дури да се направи канализација и вода нема шанса да се прави. Значи, проектите се предвидени комплетно. Со водовод, со канализација, со се. И плюс асфалтирање. Едниот дел, да. Едниот дел сме должени да го направиме, другиот дел ни е донација. Значи, комплет улиците бидат со фекална, со атмосферска канализација и со комплет.
Значи, Што ме говори ми рече дека е само за асфалт, дека е за горните. не поделени се, това ми беше момент. Така. Што ме интересира? Дел ни финансираме, Само дел мене, ни... сите ги интересира тоа. Да, дел ни финансираме, дел ни грант. Значи, ама мора за да го добит, мислам да го реализирам грант, мора подземната инсталация комплетно ни да си я направим. Окей. Благодаря. Hvala gradonačelnik. Da li neki drugi zbor? Nema. Što nema da stavamo ova programa na glasanje. Ko je za? 5 za. Ko je protiv? Ima li воздържани? 5 за, 4 воздържани. Предлог, точка 4. Предлог програма за изработка на урбанистички планови и локална урбанистички планска документация во општина Росман за 2022 година. Дали некој има збор за оваа точка? Поли Павле? Така, ова програма за изградба, за изработување на урбанистички планови и локална урбанистичка планска документација во општина Росман за 2022, а разгледав и гледам дека е препишана од 2020 година. Така да предлагам за да ова програма повлечиме за наредна седмица, да се направи нова програма и што овие што барат да достават планска документација со КП бројки за кои парцели се работат. И овде не пише ни една КП бројка за кој дел се работи и кое место. Значи сите поставки што се водат за урбанистички програми, за планови. Сите поставки што не се завршени секоја година се стават во програмата, дека не се завршат. Значи сега тука има новино, мислам да го донесе урбанистичкиот план во УПД и изфрлено од тоа. Затоа е тоа. Не може да ги изфрлим вие нови да ставиме ние. Додека не се реализира тие што се постапка и што има поднесено барање, ќе се стојат во програмата. Како ќе ги избришеме? Тие се бришат, ќе се донесе програмата или ако се отврде програма. Заврши се ова. Да. Не се носи секоја година програма. Значи, затоа е иста програма. Почнав да дискутирам за оваа точка, но еве сега се надоврзувам. Прво прашање и главно прашање дали градоначалникот ги погледнува пред да дојдат на комисии и на совет овие програми. Зошто? Затоа што кога видиш оваа програма, помнате на ништо не личи. Општинска администрација имаме тука, во 3 фонда е пишена, визуелно не изгледа добро, нема појаснување, пак ќе кажам. Сега ние не сме толку компетентни ка советници да се задолбочуваме и да одиме сега да ги бараме елаборатите, но потенцираме. За следниот совет да се направи ова подобар визуелен преглед, фондот да биде усогласен. Мислам дека во општина Росман имате усогласено фонд на документите Times New Roman или Max Times или не знам кој фонд. И сето ова, кога ќе го погледа некој да личи на програма. Ова некој пишувал, некој допишувал, некој уфрлал, некој вадал, ставал, карама каша да направи. Па нека лича малку на документ и излезен од институциите на општина Росман. Градоначалник, ќе те замолам пред да ги дадеш на увет овие сите работи, документи, визуелно да ги прегледате. И да ги вратите. Интелектуалец се, имате познавање во овие работи и мислам дека можете малку да ги зауздите општинските администрации. И појаснување. Во една реченица, ништо повеќе. Например, Кревлан, 2000 дојал Сирков, у заграда, сепарација за песок, асфалтна база, да имаме ни представа и исто така забелешката на Павле. Кој е КП? Која катастарска парцела?
Да знаеме ни да имаме малко от малко тука да не биде опиплива материята, што ја изградуваме. Тоа е. Мислам дека оваа точка треба да се изземе од дневен ред, да не дискутираме повече, ако се согласи мнозинството советници, и да дискутираме следниот пат. Но ревидирана програма. Не, па нека може да ја прошири, зашто? Не, за фонда се уредува тоа. Може да го прошири, зашто? И да го даде наредно. Добро, тогаш Си иземе оваа програма. да Имаше така се донеси. Како предлог на Јованче и на Павле. Да, најубаво е така кај што предлага Јованче. да изземем од дневниот ред оваа Тоа е точка. значи, Да, Да се најубаво. додадат за наредна седмица, да се додадат за каде се планира. И тоа да ставиме на дневен ред. Дневен ред ќе закажеме, мислам дека ќе закажеме порано седмица овој месец. И комисии закажу. И комисија ќе закажеме порано, комисија да го растераме ова и да биде се во ред. Во работа на комисија. Значи, кој е за предлогот на Јованче да ја повлечеме оваа точка од дневен ред? 7-9 за. Одиме со петата точка. Предлог програма за одржување на околни патишта и улици на подрачјата на општина Росман во зимски услови во 2022-2023 година. Зимска служба. Дали некој сака збор за оваа точка? Нема никој. Да ставам на гласање оваа програма. Кој е за? 9 за. Одиме со шеста точка. Предлог програма за работа во областа на располагање со градежно земјиште во собственост на Република Северна Македонија на подрачјето на општина Росман за 2022 година. Дали некој сака збор за оваа точка? Шоли Јошев? Почитувани колеги, почитуван градоначалник, програма за работа во област на располагање со градежно земјиште во собственост на Република Северна Македонија. Сакам да дискутирам конкретно за неколку парцели, каде што мислам дека должност ви е како градоначалник да дадете објаснување за сите парцели. Например, ќе ги спомнам неколку. И тоа, катастарска парцела 4191/7, каде што имаме некаде околу 65.600 метри квадратни. Намена на земјиште А1, Г2, Г3, Г4. За информација до граѓаните напоменувам, нагласувам дека Г2 е полузаградувачка индустрија. Значи, која е визијата на општина Росман за оваа парцела? Дали ќе имаме некоја нова населба за домување во категорија А1 или ќе се предвиде некоја полузаградувачка индустрија од типот на Синсиеритас преработка на марихуана. Исто така, градежна парцела 1944/7 со зафатнина од 391 метри квадратни, каде што се наведени Г2, Г3 и Г4, лесна и незаградувачка индустрија, сервиси и стоваришта. Дали исто така има визија општината, градоначалникот, што понатаму, за да би може ние да дебатираме и дискутираме на оваа тема. За почеток толку, па ќе видиме понатаму. Ајде се договорим и јас. Кој ли Пенчо? Чувака, јас ќе се надополнам.
за 41-91 кроз 1. Таму мислам дека поголем дел од парцелата е за домување, за индивидуални изгради. Ако не се лажа. Така е? Значи, мој предлог е тие дел да се намале таму, исто, да се стави бар половината во индустријски сектор. Да е лесна индустрија. Ама имаш 390 метри квадратни. Каде? Не е каде. На следна парцела. Не. Сега трябва да се каже да Зборувам за парцелата стопанство. Душан Чинич. Значи там определено много мал дел има за... Ама не го знаем това. Не го знаем, токму тоа ще трябва да ни се обясне Слагам кој дел колко е, да и да се иземе, да се намале, дали да се намале од домување, кој, мислам, како ще да го говориме така. Јас мислам дека се многу плацеви таму за домување. Ако не се мислам дека се 80-90 така нешто, би требало да се намалат наполу, затоа што че има и доле да се продават, че има и на други места, за да може да биде функционално и да дојде до израз се. Хвала Пено. Дали некој друг има збор? Нема. Повели градоначалник. Нема што да кажа, таа програма лани да нас. Значи, лани ниеден дел од оваа програма за градово располагање не е реализиран. Ова е програма за освојана лицитација. Значи, лани програмата донесот вие дискусии ги немаш сега. Баш ми чудно што исто Програмата лани се донесе јас не се сеќам. Како не се сеќате? Вие ланската Имаше ли вака програма? Ја не се сеќам. Имаше програма, или имаше Програма немаше вака детални немаше вака како бројки, нацртано, сега е нацртано по може и мало нешто што не сме го гледале, па сме го поминали. Со КП бројки немаше ка сега што. Значи, сега стриктно се знае за кои парцели се работи. Значи, не сме за непродажба, сме за продажба. Не за оваа програма. Не, Не да сме да се... Не, за ова да се произнесувам. Тоа и там плюс само сугестија една, значи сега колку запознат со целата работа. Јас не сум архитект нити инженер, меѓу таму и урбанички план донесено, не може се меѓа затоа двамите викам било јас, како. затоа прашав дали може. Значи, секој Ете, јас го гледав урбанистички план и затоа сугерирав на тие работи. Тоа што многу е повеќе Тук да се се прават разумнување, него за разполагање, поставките не за... Повели градоначалник, ајде да во за разполагање чуда е Чекай, Пено. во чин чуда, значи ќе оди на продажба. Колку се И продаде? треба да оди на продажба, не дека не треба да оди. Оваа програма не е ништо нова, како што каже и правникот. Истата програма е Од 20 години. општина Росман, за жал, 21. толку земји располага и затоа истата уште не И е ништо не е ниту продадено, продадена, не е ниту реализирана. придружена. Лесна и незагадувачка индустрија, што кажате. Верувам дека и јас и вие никогаш не би дозволиле да биде нешто друго. И целосно стоам за тоа. Значи, ова е само програма, треба да се донесе и после да се разработува и да видиме дали ќе се прави и што ќе се прави, како ќе се прави. Во конкретно за оваа парцела поделено е што е за домување, што е за Него мал дел ама за да, индустрија. нашиот предлог е да биде поголемо за лесна и Може незагадувачка урбанички индустрија. план да не е предвидено во план. Ама многу е, значи обфанато е многу. Ама не е многу, значи сега урбаничкиот план е него, значи ја А за тоа прашав дали може да се менја, ако не Е, може да се менја, никој не најманата сигурно тоа е правено по Знам, таа. некој што правилно направи кај што не треба. Треба да донесеме ланса да Веројатно дека не е направено кај што треба. Со оглед на тоа И да се дека пази стриктно на парцелизирањето, ништо друго. со оглед на тоа дека во општина Росман немаме поделение за урбанизам, во градежно одделение, јас предлагам најдобро е со постручни лица, што имаме соработка меѓу со општина Кавадарци, да разговараме за подетално да видиме што и како. Бидејќи знаете сите за дека моментално во општина Росман немаме сектор за урбанизам. Тоа би го кажал на кратко колку што би можел да кажам. Ланската програма они правеа и сега истото е тоа, нема ништо Благодарам. подобно. Да, више не знаете што сте изгласале. Не само да Што сте изгласале, друга работа. И КП имаш, и скици, истото се. Може да дадем ништо само. Не знам зашто е толку страшно, ако дискутираме и разменуваме гласно, ако разменуваме мислење на оваа говорница, каде што нас, должностни како советници, гласно да дискутираме пред медиумите, за да ги информираме граѓаните. Еве,
конкретно луѓето се интересираат што понатаму. За тие конкретно парцели сега ще дискутираме. Ево, градоначалникот како што кажа, се сложуваме на таа идеја, следниот совет, да имаме повеќе податоци, за нова говорници да кажеме јасно и гласно, парцела таа и таа, вика на стопанството или Душан Чирич, отпаднуваат за домување толку површина, за лесна и незаградувачка индустрија толку. Таа парцела од 360.000 квадрата е намената само за тоа и неколку информации од општ карактер за граѓаните. Ја не знам зашто толку требаше да се свачи работа кога дискутираме нешто. Да, донесен е деталниот урбанистички план, еве го на масата, лично искрено да ви кажам, јас не го знам у детали како. Не ми го презентирал некој, не ми го дал некој на увид. Така да, што е толку страшно да имаме информации и ние како советници и граѓаните ка жители на општина Росо. Не е ништо страшно. Не е страшно, кој ще така страшно? Не е страшно. Јас само ви подсетувам дека тоа што ви сте го донеле. Сте го донесиле, Значи сте го донеле со истите програми, со истите парцели. И не викам дека не е тоа. Должност ние нас советниците кога се движиме низ подметнуиш нешто сега. Ата на општина Росо не прашуваат, ни немаме информација. Како се донеле? А не знаете што се. Детална информација немаме. А не се донеле, не знаете што се донеле. Ја тоа сакам да ви го кажам. Значи јас Истите парцели се истото се, Ѓорѓе Крстевски изработуваше и лани, не се реализираше ништо и сега исто оде. Може да белешки што се дадени на овие две-три точки се во доменот на недоволно информација. Јас тоа сакам да го кажам. Во една дженци појаснување. Не поставиме ни некои прашања што не се одговараат. Следниот совет, како што предложи градоначалникот со компетентните лица, со некои архитекти, градежници идат тука и со тука што се нашите вработени во нашата општинска администрација во тоа одделение да дадат некој појаснување како нас, така и на граѓаните пред медиумите, ни за тоа го ангажираме како телевизија. Тоа е тоа. И да се реализира тоа, не само да се донесува. Ако не се реализира, што сме направили само че донесуваме, не реализираме. Ништо не. Вас тоа е само за продажба, ако дојде негде да побара да се продаде, значи Не може да дојде да побара, може да дојде лицитација. Што зборуваш? Ами и да дојде на лицитација, значи дојде фирма Ама бара. не може фирма да дојде, што е најавен оглас, како така? Значи не е така, Джими, значи не е тоа така. Значи тоа треба секоја парцела ќе оде, че може да конкурира и Игор, и Јованче, и Дако, и ја, и сите може да конкурираме на таа. Сите се надаваме. Тоа е лицитација, не може, ако ќе дојде вие сега, ќе му дајме. Да. Не бива тоа. Значи има Закон за располагање со градежно земјиште. Радко, извини се. Значи и Закон за располагање со градежно земјиште е јасен. Што оде на јавна лицитација, како што вика Пенчо сега, сега што е оваа програма оде со јавна лицитација. Тоа не го фаќа со спогодба непосредно што се прави, затоа што други услови треба да се исполнат. Треба да има собственост на парцела на физичко или правно лице плюс 30% да има, не знам, значи таму има други правила. Зброиме за програма која што непосредно спогодба, друг е закон. Нема непосредно дека спогодба од бара некој му се даде. Тоа мора да оде на лицитација, нема да оде без лицитација, ни едно. Значи колку ќе има право да лицитира он толку, вие толку, сите имаме право. И програмата е правена бар јас колку што имам информации, значи не сум учествувал во врз основа на урбанистичкиот план. Значи тоа е предвидено таму, тие се парцели и лани и сега може да има нешто додадено, не знам. Добро, јас сугерирав што беше на Бранко, сугерирав. А иначе не е спорно вашето вика Иванче да се побара, не е тоа. Никој не вика страшно, не сум против. Стварно многу парцели. Само симптоматично е само што лани донесена и сега се прави кај да прв пат се гледа нешто, значи не знам лани што сте носели. Лани не е текнало. Па добро. Добро, сега ќе оставиме програмата на гласање. Ја мислам Дали ќе освоиме вака или Јас сакам. Ајде ми кажи. Што сака да кажеш за видео? Појаснување кој или што? Почитувам градоначалник, почитувани советници, почитувани граѓани на општина Росома. Јас сметам дека програмите за изработка на урбанистички планови и локална урбанистичка планска документација на општина Росома во 2021 не треба да помине, не треба сега да кочиме. Ние можеме како советници, Ние се разлагаме за друго правиме за располагање на градежно земјиште. Да, добро, и за градежното земјиште. Ја за градежно земјиште. Програмата за работа на градежното земјиште, сметам дека сите програми треба да поминат за да се почне со работа.
од следниот совет и секој нареден совет може ние да поднесеме барање и како советници да дискутираме и да се договориме во однос на некои парцели и да донесеме одлука конкретно за тие парцели. Не може одлука да донесеме за нешто што не сме го не е реализирано, како ќе донесеме? Така нема реализација. За пренамена на тоа земјиште. Не може пренамена да има. Два програма може да стргнете и да ставите за наредба. Со појаснување кога дојде наредниот пат и готово, што се... Почитувани советници, тогаш оваа точка, 6-та точка од дневниот ред ја публикуваме за наредната седница. Ама на комисија вака не може да се Ќе ја дадеме на комисија и ќе одиме на комисија. Кој е за да ја повлечеме оваа точка од дневниот ред? 9 за. Значи 6-та точка се повлекува. 7-та точка. Предлог одлука за прифаќање на предлог за осуствување на меѓуопштинска соработка. Дали некој има збор за оваа точка? Нема никој. Ја ставам на усвојање кој е за. 8 за. 8 точка, предлог одлука за основање на совет на млади на општина Росума. Дали некој има збор за оваа точка? Нема никој. Ја ставам на усвојање кој е за. 8 за. 9 точка, барања од правни и физички лица. Кој е право барање го имаш? Барање за... Не, во ред го кој ти е тоа право барање? Студијата се наредени няма. Бев во изолација 5 дена, а? Едни се наредени по најпрвото најпоследно, од декември до последното јануари. Вака ми ги дадоа, а не се... Кој ти е прво? Нема веза. Нема веза, кај е прво барање за санирање на улица. Чекай. Чиро Ѓошев од Монастирец и Васко Ѓошев. Рашно е пишано. Не, за да го запишем другото хипти, за да не тя е готова. Значи барање за санирање на улица, значи луѓето во Монастирец имат проблем со подигање на улицата и бараат дали може да се помогне нешто да се симне асфалтен слојот од згоре од улицата. Сега градоначалникот ни испадна. Ако не, дај пауза. Ај пауза. Значи, барањето од Чиро Ѓошев и Васко Ѓошев го ставам на гласање. Кој е за да се усвои ова барање? Игор. Игор засеке, не? Значи ми пауза не ли дадете? Па дадов и почнам поново. Да дадовме на гласање, си за, не? Сега, кога речеш пауза, дај пауза. Мора засеке, нели? За барање. А? Барање за Чиро Ѓошев и Васко Ѓошев. Човек, ја те разбирам, ако ќе кажеш пауза, дај пауза. Добро, во ред, извинам. За сега ќе спадам. Сега ќе спадам 8 за. Игор сега ви онче го подржа секој, ама дај не беше тука. Ајде, продолжи проблем. Поново. Следно се не види. Барање кој? Предно барање за добивање согласност за од основно училиште Перитош. Добро. Дали некој бара збор за оваа точка? Ако никој не бара збор и ставам на усвојање кој е за. 9 за. Барање од Јордан Ангелова Загор. Како? Јордан Ангелов. Загор Ангелов. Така, да. Добро. Кој си... Може да кажеш што е барањето? Барање за... Значи, луѓето взимаат социјална помош, до сега на укината моментално взима инвалидска пензија, сега на укината инвалидската пензија, не взимаше? Нема укината е намалена. Намалена? Добро. Кој си? Орданче Френки.
И заради тоа му треба помош за неколку месеци додека да му ја покачат пензијата. Сега мислам да испадне во пензија и барат околу 20.000. Мислам колку можеме ние како финансски шефе да... Ја прв пат ги гледам вака, треба да оди на комисија да се види... Ворете, ама сега ради ситуацијата шефе не е. Од кај можеме ли ребаланси да се спрема? Пошто јас сега кога ме запозна пред деска градоначалникот, околу милион денари се барат средства. И у буџетот немаме предвидено така поточно. Не е големо, мало. Волиме за сите да се оди на комисија да се види поединечно. Ворет. Ајде оваа помине сега што е, па... Ова и на сите треба да поминат, ако треба да поминат, да видиме советниците и да... Води по барања, Добро, барање, во оваа барање од Загорет го ставам на гласање, мислам дека 15.000 може ли да ставиме да му дадиме на нив? Да, 15 се дреса. Кој е за да му дадеме 15.000? 9 за. Барање од црквен... Црквен дележ. Добре, сега така ми да, што има ски црквен кој? солидарство, не за Христи. Е, прво барањето од црквата. Кој се биде? Од црква. Да, барање од црквата ставите, затоа што тоа барање ставиме да е прво. Јас го кажам. Да, Оли Иванче. Други на седница. Почитувани, после во 17 часот, мислам дека ќе имаме црковен одбор, и јас сум член во црковен одбор, Пенчо исто така, и каде што треба да направиме комплетна интерна ревизија за финансиите во црквата и ќе го разгледам и ова прашање. Ова не е комплетно барањето, така да ова предлагам да го повлечиме и на следниот совет ќе го дискутираме малку по-прецизно и по-суштински. Добре. Ќе го ставаме на гласање според така? Да. Кој е за предлог да Евангел го повлечиме во барање? 9 за. Само малку да го... Поле Гречан. Не знам готово што. Не, окей, само да се надобрзам нешто да кажам, пошто не е проблем што се повлече барањето. Поентата ми е дека чим имате попладне црквен одбор, мислам дека таму не е добра состојба да се проводи. Стварно, за да мора и побрзо да закажеме седница или да видиме како ќе најдеме начин за да го смениме кровот на црквата. Да, токму заради тоа ние имавме и недела... А може да дојде он вече, ако вече може да дојдеш и ти, ако сакаш. Да, поентата ми е за против... Има само некои работи што не... Не се добро. Не, ворете за тоа туку. Поентата ми е Многу пари се... Многу лепак има таму. Ворете ви разбирам, поентата ми е дека кровот стварно е во лошо. Да прават, фрлат и кој што ќе падне за нив. Ако имате време вече се донајде... Да, ќе присуствувам и јас сега. Ворете, тоа ми беше само поентата дека кровот стварно е во лошо. Немам барање тај. Ние да го направиме тендер, да спишем и да се види како што. Мора тендер да го Не би како линија црква не наша. Барање од Ристо Недев од Трстеник. И човекот не е добар, му требат пари повише, ради лекување во Скопје. И мислам дека бара 8.000 денари. Помош од 8.000 денари. Дали некој има предлог нешто друго или? Добро. Ја го ставам на гласање кој е да му одобриме на Ристо 8.000 денари. 9 за. Барање од Планинарско друштво Клепов Гросман заради одржување на активност почување на врвот на Клепа. Ова друштво барат 30.000
Дали некој има збор за ова? Павле Павле? Не сме против ова барање од планинарско друштво, али со оглед дека минатиот период, негде не знам таму, септември, октомври, му биле исплатени околу 30.000 денара на тоа сдружение или не знам што е. И барам да се достави документација кај се истрошени тие 30.000 денара од тоа сдружение. И не знам зошто сега 30.000 да предложил да ги намалиме на 10-15. Значи предлогот твој е да се намалат парите. Дали некој друг има збор? Претходно му биле пуштени 30.000, дали се пуштени? Ама не знам дали се пуштени. Пуштени се. Да. Пуштени се. Пуштени се на тие. Тоа ти беше најпочнато. У февруар или тогаш беше кога го формираа друштвото? Не у февруар. Септември, октомври. Да. Значи тоа е пред 3 месеци. Има беше таму, бан става. Парите му стоат на луѓето, си ги чуваат за вакви намени. Сега ние треба да му одобриме. Имаме, даваме секоја година, нели, плаќавме за град, за дали се спрема ручек таму. Да. И покривавме трошковите за вака. Заедно со градско и плюс финанси. Не, плюс финанси, тоа беше финанси сега. Значи да видиме кај се тие 30.000, дали му се источи? Не да ги чуват, јас ги видат, луѓето ги чуват во банката, значи сигурно. Па барат малца му се, значи тоа да го организираш се многу народ. Дават пари за граф во црквата, за пиење, сокче има, од тука ги пречекуваат во циркот, дават алва, некои други работи, тргнувањето. Че за секоја организација требаат пари. Таа манифестација, они имат и други манифестации. Они одат и на други места, че им требат за превозот. Че им требат пари. Сега они, јас колку што знам, не се само на оваа делница, одат сегде низ цела Македонија. Добро, вака сега. Оглед дека пред 3 месеци му биле пуштени, значи сега еве не е проблем дека му се пушта. После 3 месеци ако дојде да му пушта. Значи не можеш да знаеш, еднаш му пушташ, него они највеќе и мислам дека средствата им требат за патување. За бензини за тие работи. Сега, пошто ни не одат само да ставиме на гласање предлогот на Павле да намалиме сумата? Или ќе одиме со таа? Значи тогаш одиме и оставиме на гласање како што е барањето. Нека се произведе след Воли шеф, Гранчалич. Има само две работи тука. Почитувани советници, значи остварихме средба со председателот на Сдруженијето на Клепа, исто и заедно со градоначалникот на општина Градско. Претходните години, колку што имам информација, било со покривање на трошоците со фактури со едно со друго. Меѓутоа, претходната година немало ни официјално Сдружение Клепа Росман. И сега они сите трошоци ги покријат со овие средства што ние ќе му ги дадиме, а нема да има дополнително плюс фактури за општината или да плаќаме плюс нешто дополнително. Заеднички со општина Градско и исто бари има подесено и од Клепа Градско до општина Градско, така да заеднички го организираме, само нема да биде со фактури, туку они сами се си покриваат сите трошоци. Тоа е тоа. Благодарам. Да. И штом нема фактури, ќе го оставиме со 30.000 оваа барање. А они нека си дадат опчеца. Да си дадат фактури дека платиле, што платиле, каде платиле. Кај 30? Да, барањето му е 30.000. Толку бара. Ги оставяме на усвојање барањето. Кој е за? 9 за. Дека да не комунално бар, да го не го гледа. Така да е последно. И уште едно барање имаме од јавната предпријатие за комунална дејност Росман од Росман. Барање за финансиска помош. Дали некој бара збор за ова барање? Повели Пено. Вака. Значи, ЈПКД Росман бара помош од 350.000 денара. Образложение К15 и електрична енергија. За електрична енергија може да е, за К15 мислам дека му дале К15.
не сум тоа дека да не му дадеме пари помош, пошто се они сформирани и мислиме тие должни што треба да ги подкрепиме, него мислам дека требало да бидат позитивни. Но извештајот што го дава на крајот на годините, ако не се сеќам. И побарав на неколку пати да ми дадат известување, писмено известување, сите правни субјекти кој колку плаќа. И за што плаќа. До ден денеска немаме добија. Тоа че го замолам не е тук те директорот, да му се пренесе за наредниот пат да ни го даде тоа. На сите советници. И да го образложи вове точно зашо, дали се сите за колку му треба за електрична енергија, тоа че го прифанаме, че го поддржаме, а за вода другото видите. Дали некој друг? Има збор? Коли Јошев? Години и години назад, секој совет кога станува збор за јавното комунално предпријатие и кршиме тука копијата кој е виновен, кој е прав. Финансискиот извештај кој ни го доставуваат на крајот од годината е некоја блага позитивна нула со некој плюс 500-600 денари. И сега наидуваме на првиот месец за оваа година недостасуваат 351 денари, како што образложува директорот Гоце Величковски. Ковидот си го направил своето, демек, и сега тие 350 ако нема ги пуштиме, он готов, потона. И сега, полека че зборувам сега на оваа говорница, заради тоа што граѓаните на општина Росоман имаат некое, не знаат што да размислат во моментот и сакаат појаснување од нас, колегите, од нас советниците, каде што дел од граѓаните не обвинуваат нас, советниците од ВМРО-ДПМН, дел од граѓаните ги обвинуваат советниците од СДСМ, дел од граѓаните го обвинуваат градоначалникот и минатите 2 недели бевме сведоци на затишје за изнесување на смет од нашите домаќинства. Со образложување дека бројот на вработени е многу мал во јавното комунално предпријатие и оправдување и изговор на актуелниот директор Гоце Величковски е дека недостасуваат вработени. И сега, кога ќе ги земеш сите работи, ќе ги ставиш на масата, и јас многу месеци наназад и многу години наназад дискутирам и му ги кажувам тие 5 до 7 работени колку го чинат финансискиот буџет на комуналното предпријатие и дојдовме до одговорот. Одговорот еве го, значи јавното комунално предпријатие не може да преживее и со овој број на вработени. И сега се трогнал директорот на Комуналец да бара од општината 350.000 денари. Тоа е едно вработување во текот на целата година. Не е ни едно, бруто плата. Така да, сега бевме благи, ние советниците благи врз работењето и отчетот на актуелниот директор на комуналното предпријатие, но сега ќе станеме малку дрски, ние колегите советници, и ќе бараме детални сметки каде тој ги троши финансиите. Така да, јас нема да дадам подршка за ова правење од 350.000 денари, еве јавно кажувам пред говорница, барам поголем ангажман од директорот на комуналното предпријатие, агилност, конкретни задачи на вработените, наплата и тоа што го кажа Пенчо, еден список за правните лица кој колку плача.
Немаме се уште дадено извештај од директор на Комуналец дали имаме диви преклучувачи, колку имаме диви преклучувачи, дали ги најдоа критичните точки каде се губи голема количина на вода и сите тие работи кажуваат ова, немам пари во буџетот на Комуналец. Доста е вече. А зашто не беше он тука денес? Доста е вече. Нема ги изгласаме овие 350.000 дена да видиш как ќе се засука и ќе најде ресурси за да ги најде овие 350. Он се научил да му дојде јајцето од оваквото, а од општина ќе земам. Градоначалник ќе те замолам од понеделник да ти дава отчет за секој месец што работи и како работи. Не може он да носи да прави тука од општина. И уште еден предлог имам. Уште еден предлог имам, гласно го кажувам, сакам да помогнам кај советник, како идеи, заради тоа што иако несовесното работење на директорот не го оправдувам, но сакам да помогнам, иако е несовесен, возилото што е, дали да испитаме, возилото што е за повеќе скипот, така да кажано, дали има можност да наденесеме некој акт, да го префрлиме на јавното комунално предпријатие, не знам, треба да испитате, за тоа возило какво такво може да придонесува за Комуналец. Така да, мораме сите заеднички да помогнеме, но не да биде изговорот само вработувањето. Подсетувам, нагласувам, Печо, подсетувам и нагласувам дека истиот број на вработени беа и пред 5-6 години, 7 години, 8 години. Но тогаш беше друг директор, друг менеджер и така да ангажманите на вработените беа менеджирани на друг начин. Значи, не работе совестно. Ако не работе, имате потполно право како градоначалник да го разрешите и да ставите вредно лице, младо лице, каде ќе ги исполнува работните задачи на директор на јавното комунално предпријатие. Толку. Дали ги друг ме поргач? Јас оваа точка би одложил за наредниот пат. Не ја одложил, сега да глас. За да ни појасни точно колку е за струја, за да не ги исклучат со струја намале. Помпите упарикори или воана, значи не е битно, за тоа ми е. А за другото че ли неки се намаля таа сума. Поле. Што ние се вратиме значи на минатата седница кога тука разговараме за Кобудалец беше присутен директорот кој достави позитивен извештај за завршната сметка, мада еве видоме дека тоа е одма смешно, дека не е така. Гледаме одма за еден месец дека предпријатието не било у позитивен приход. Значи гледаме дека одма барат пари и се слагам со Пенчо и со Јованче да се побара ревизија да видиме каде ги трошат парите, колку ги трошат и боа барин да го облечиме за нареден пат. Струја треба да се плати, првото периодот се ние луѓе, тоа само 10 години. Значи оставяме гласање од Пенчо дали да се повлече ова барање од комуналното предпријатие со појаснување за наредна седница да биде тука и директор, да ни објасни што точно и тоа што побараме да ни го достави. Да. Кој е за да се повлече ова барање од дневен ред? Значи 8 за и 1 воздржан. Со ова точка е, не, чекай, советнички прашања имаме. Извините, ја го заборавив тоа. Ајде, кој е советнички? Пауза, ајде 5 минути пауза. 10 точка, советнички прашања. Дали некој има прашање повели Бале? Благодарам. Председателе, што имам неколку прашања до градоначалникот, ќе ги поставам
трите, мислам се 3-4 ги поставам сите наеднаш, така да не изгледам на секој. Барање од жители од населените места во општината, а исто и жителите во општина Росома за превоз. Значи тие се среќаваат со многу голем проблем кај што немат превоз, одат со таксиња и тоа му е многу скапо и се жалат, неколку души се обратиле дали ви е обеќано во предизборната кампања и програма, не знам. Тоа е барање од нив, дали ќе се реше тие проблем да има некој превоз. Второ прашање ви го гледав пред излагањето за мрзнењето за 2021 година, така да луѓето прашуваат и не знаат докаде и колку пари би му се одобриле за мразот, за настанатата штета. И трето прашање е докаде е ситуација со телефоните за советниците. Дали имате вие подигнато телефон и зошто нема за другите советници телефон? Благодарам. Повеле градоначалниче. Почитуван член на Совет Павле, во однос на барањето за превоз не е тоа предизборно ветување, тоа е реално потребно граѓаните од местните. Моментално ќе кажате има такси превоз кој ќе се го плаќат сами, но во фаза сме и искрено се надевам дека веќе од сега да не видам конкретен, се надевам дека од 1 март веќе тие проблем ќе го решим. Работиме на решение, ради тоа што треба и правно и сето да биде покриено како што треба, бидејќи општината не може да врши превоз за тоа што тоа е не е дејност на општина. Во однос на второто прашање за мрзнењето, за 2020 година веќе има исплата, за 2021 година ќе има исплата. Тоа не е прашање што зависи од градоначалникот, од советот, тоа е прашање што зависи од поголемите институции, централните институции и во однос на тоа граѓаните што мислам дека секојдневно идат тука, пошто тука сме гледаме дека имат и увид, и знаат, и се информирани, и навремено се информират, и комисијата што работеше тука на општинско ниво, навремено комуницира со сите граѓани, секој што е дојден да праша, да провере, е информиран. Во однос на третото прашање, јас уште го користам, си го плаќам мојот број, немам службен телефон, јас. И сега се надевам дека оваа недела веќе ќе го средиме тоа, треба да отидеме и председателот на советот исто ме праша, за да добиете сите службени телефони кои, нели, некои од старите совети си го зачувуваат новиот број, некои си взимат нов број. Тоа би било во однос, искрено, знаете сите дека се заложиме сите и за мрзнењето и дека тоа сепак не е работа што зависи нели од кога ќе биде исплата. Во однос на превозот, како што ви кажав, работиме, тоа е тоа. Ако имате дополнително нешто, повеќе. Дали некој друг има прашање, благодарам градоначалник? Нема. Со ова прашање го исцрпиме дневниот ред и затвараме седницата на Советот на шестата седница на Советот на општина Росома. Благодарам.